Вечно ти ја сакам, убавка ја твоја, Скопје кажи ми. Четврток, 18 часот и 15 минути, редовен термин за Скопје ми е дома на вистинска телевизија. Почитувани гледачи, добре дојдовте. Продолжуваме со скопските општини, со првите луѓе на општините, односно со скопските градоначалници, новоизбраните. Вечерва ќе говориме за уште една скопска општина, за која јас предлагам од режија да ни пуштат краток видео прилог, да погледнеме за која општина ќе говориме вечерва. Општина Сопиште е рурална општина во Македонија во Скопскиот регион. Општината била првпат основана во 1996 година, откако дел од Скопската општина Кисела Вода се отцепила. Сопиште зафаќа површина од 222,1 км², се граничи со општина Македонски Брод, Студеничани, Жилино и со град Скопје. Поделена е на 13 населени места, кои сите се села и тоа: село Варвара, село Барово, Говрлево, Горно Сонје, Добридол, Долно Сонје, Држилово, Јаболци, Нова Брезница, Патишка река, Ракотинци, Светапетка, Сопиште и Чифлик. Релјефот кој влегува во територијата на општината е претежно планински и ридски. Сопиште се наоѓа на јужната страна на планината Водно. Географски територијата на општината е карактеризирана претежно со шуми, ливади, полиња, пасишта, карпи и мал број на пештери. Во Сопиште живеат околу 5000 жители, а густината на населението зафаќа околу 25 жители на 1 км². Мнозинството на населението се македонци и албанци, кои зафаќаат околу 90% од населението. Останатиот дел се турци, срби и власи. Да, токму за општина Сопиште ќе говориме вечерва и токму со првиот човек на општината. Велам добре дојде за господин Јане Мицевски, градоначалник на општина Сопиште и новоизбран председател на Советот на Скопски плански регион. Мицевски, како сте? Добро, Вики, благодарам на поканата и можноста ете по втор пат да бидам твој гостин тука во Вистел телевизија. Така, ние имавме отворено студио во предизборната кампања, односно за локалните избори, каде што говоревме за она кое што вие го ветивте, а сега да видиме што точно почнавте веќе да реализирате и што конкретно бараат од вас жителите. Јас би започнала, Јане, од новоизбран председател на Советот на Скопски плански регион. Што значи ова и малку повеќе за конкретните цели на самиот Скопски плански регион пред да преминеме на Сопиште? Така. Па како што кажавте, од минатата недела на конститутивната седница на Советот на Скопски плански регион, благодарение на колегите градоначалници, ми ја дадоа честа и уврската да го водам ова тело, што за мене представува особена чест да управувам со Советот на Скопски плански регион. Тоа е една одговорна работа, каде што преку реализација на бројни проекти можеме да помогнеме во развој на Скопскиот регион. Кој го бира председателот на Советот? Предпоставувам градоначалниците на Скопски. Мнозинството градоначалниците кои се во состав на Скопскиот плански регион. По што се разликува председателот на Советот од останатите? Па се разликува има повеќе ангажмани, односно он ги води седниците на Советот на плански регион, свикува седници, се грижи за дневниот ред, предлага одлуки, воспоставува ред пред истите, значи на некој начин малце поодговорна и подинамична работа. Так. Кои се приоритетите на Советот пред да преминеме на оно кој што ни е во фокус на ова интервју? По приоритетот таму секогаш развојот на планскиот регион. Иако Скопски регион важи за најразвоен регион од сите останати 7 региони во државата, меѓутоа предизвици секогаш постојат и можност за развој и текако секогаш постои. Затоа што Скопскиот плански регион е комбинација од модерни и рурални општини, секако онаму каде што е неразвиено, секогаш има причина повеќе да се работи. Како се планира да се намалиете дисбалансот помеѓу руралните и урбаните средини и општини? Преку реализација на проекти каде што ќе значат поквалитетен и помодерен развој, онаму каде што не постои во Скопскиот плански регион, се работи за улици, реконструкција на улици, изградба на нови улици, изработка на технички и плански документации. Меѓутоа тука имаме и проекти од инклузивен карактер, социјален карактер,
туризам исто така сме имале можност во минатото да реализираме, така да преку бројен број на проекти со кои што ќе се помогне развојот на овој Скопски плански регион. Така, Јане, ајде да видиме што се случува во општина Стопиште. Верувам дека постојано сте на терен, барем така представувате пред медиумите, пред јавноста и постојано се случува нешто во општина Стопиште. И самиот кога ни дојдовте ете овде во студиото, кажавте дека доаѓате од работа, на што се работи тековно и конкретно кои проекти се веќе во фаза на реализација во општината? Најпрво би сакал да кажам дека довербата која добивме на овие локални избори беше огромна. Слободно можам да кажам историска. Така да самата таа огромна доверба добиена од граѓаните ми дава чувство на одговорност, мотивираност и посветеност да работам. Така влегов и во овој мој прв мандат, посветено, одговорно и транспарентно да работам во интерес на моите граѓани. Започнавме со реализација на бројни проекти. Нема да биде фер и коректно да кажам еден проект па само да се насочиме на тој. Меѓутоа ете во текот на емисијата ќе споменеме за секој проект по нешто. Започнавме со реконструкција на улици. Улици во населено место Нова Брезница, која во моментов се реализира. Улица во населено место Света Петка, која утре ќе ја промовираме. Улици во населено место Добридол, кој пред некој ден успешно ја асфалтиравме, а на која предходеше целосна промена на водоводната мрежа, со што решаваме еден горчлив историски проблем, каде што често подложеше на дефицит. Се работи на асфалтирање на улици во населено место Чифлик, Сопиште, Горно Соње, исто така да споменам, во теке реконструкција на една улица, а за многу кратко од сега ќе започнеме и за реконструкција на уште една улица. Се работи на кастрење и пробивање на вегетација на патниот правец до село Држилово и село Патишка река. Активно се работи во пуштање на употреба на нова детска градинка. Тоа се само дел од проектите на кои се насочивме на самиот почеток. Така. Во каква состојба ја затекнувате општината? Има ли проекти кои што ги довршувате од вашиот претходник? Па кај нас се работи за континуитет, се работи за продолжување на работа на еден тим од иста политичка партија, така да секогаш може подобро, меѓутоа континуитетот според мене мора да продолжи. Се она што е наследено, а е во интерес на граѓаните и текако си го земам со одговорност и ќе продолжиме да ги реализираме тие проекти. Активно работиме на отклонување на проблемите што беа во делот на активните проекти застанати во било каде во бюрократски или технички услови, така да и текако континуитетот мора да продолжи. Доаѓате на функцијата градоначалник од функцијата пратеник во Македонското собрание. Сега колку се блиски граѓаните, колку сте достапни за сожителите и колку тие ве чувствуваат за близок човек кој што реално е запознат со проблемите на општината, како ги одржувате средбите со сожителите, кои се најклучните барања токму во првите месеци од мандатот? Па јас како и што вети во самата кампања дека ќе бидам достапен буквално за секој ден со граѓанин, така и наметнувам темпо на комуникација. Вторник и четврток ми се денови отворени за комуникација со граѓаните, секој може да си закаже термин да дојде и да го отвориме проблемот или па можното решение што го нуди пред мене. Меѓутоа, не само во тек на работното време, достапен сум и после 16 часот, за викенди знам да сум често на терен, да одржавам состаноци со местните заедници, со сите оние тела здруженија на граѓани и останати граѓани и групи кои што делуваат и се организираат на ниво на нашата општина, така да гледам да одговорам на секоја една порака, да одговорам на секој еден повик, да вратам на секој еден мејл преку службите, така да сметам дека во тој дел максимално се одржувам врската што ја ветив пред граѓаните, дека ќе бидам достапен на секој еден и дека мојот приватен телефонски број што беше во минатото, сега има и службен телефон и секој може да се повика и да реагира за било каков проблем. Од друга страна, колку граѓаните се отворени, колку си ги бараат своите права, бидејќи граѓаните ја даваат и довербата на градоначалникот и на советниците. Граѓаните секогаш се во право, секогаш имаат право да си побараат она што им следува. Најчесто јас сметам дека граѓаните имаат ситни барања и очекувања, најчесто зборам, меѓутоа за нив суштински и битни.
И улогата на една локална самоуправа во таков дол е брза и ефективна реакција, за да они да може да почувствуваат дека градоначалникот е токму тој човек што ги слуша нивните проблеми и реагира брзо. Тоа е наша обврска и затоа секојдневно правам напор да ние како општинска администрација и службите во таа општинска администрација делуваат брзо и ефикасно. Така, ја не споменавте повеќе проекти во општината кои што се тековни, се веќе започнати со реализација. Повеќето од нив се и големи проекти, односно говориме за големи инвестициски проекти. Колку ваквите проекти се подпомогнати од владата, односно колку средства доби општина Сопиште и за кои инфраструктурни проекти говориме? Владата имаше два повици, нели, за помош на општините, колку Сопиште доби? Така. Улогата на владата во помагањето на локалните самоуправи е огромна. Благодарение на владата предводена од ВМРО ДПМН, за прв пат мислам дека историски, директно на овој начин, без поделба и дискриминирање на било која локална самоуправа, успеаме да реализираме огромен број на проекти и искрено им благодарам за досегашната соработка. Ние благодарение на овие два повика до сега имаме одобрено 11 проекти, некаде околу 50 на милиони денари вкупна вредност на овие проекти. Во моментов еден проект е во завршна фаза, другиот се реализира, за останатите два, односно три ќе се води јавна постапка за јавна набавка, така да очекувам дека со завршеток на 2026 година ќе го заокручиме овој процес на двата повика од така наречениот унгарски кредит, меѓутоа владата помага и преку други програми, преку Министерството за транспорт и врски. Во моментов се во фаза на реализација една улица во населено место Брезница, што ја споменав пред малку. Денови очекуваме да почнеме со улица 10 во Горно Соње, а негде таму на пролет и улица 1 во Добридол. И сега, кога веќе ја споменуваме владата, каква е соработката со централната власт? Постојано сте и во присуство на Министерството за локална самоуправа, ќе го споменам овде годишната конференција која што се одржа поддржана од Министерството за локална самоуправа и министерот Перински за децентрализација, чинам дека беше конференцијата. Велите дека на Сопиште му е потребна децентрализација и побрзо реализирање на истата, што се случуваше на конференцијата, и да можеме и тоа да го споменеме како еден од настаните кои што се случија? Па така, успеам да и би сакал да присуствувам на сите овие настани организирани од било кое ресорсно министерство во рамки на владата, затоа што секогаш тимската работа и заедничкото делување носат уште поголем резултат. Така да присуствував и на годишната конференција, меѓутоа и на промоцијата на ресурсниот центар организиран од страна на Министерството за локална самоуправа. Имено се работи за еден нов проект кој се надевам дека ќе биде од особено значење за општините. Се работи за еден ресурсен центар кој ќе биде наполнен со еден базен на експерти, а ние како локална самоуправа за секој проблем или решение за кој сметаме дека немаме соодветно познавање, ќе имаме алатка плюс и додадена вредност да преку овие експерти побараме помош и не биде вратена таа помош. Со ова ќе ги зголемиме нашата ефикасност во работењето и ќе носиме побрзи и поисправни одлуки. Кога сме кај настаните и проектите, односно се случи една декларација за унапредување на безбедноста во сообраќајот која што ја подпишавте штом дојдовте на вашата функција, поддржана од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Колку општина Сопиште е безбедна општина? Па во она што ни беше кажано како извешти анализи, важиме меѓу по-безбедните општини. Така да ќе се стремиме тој тренд да продолжи во иднина, да сите заедно бидеме чинители за безбеден сообраќај и сите учесници во сообраќајот да внимаваме на тоа. Ние како локална самоуправа учествуваме во голем дел во рамки на сообраќајот и сообраќајните решенија и нашата крајна цел е да имаме 0 загинати во сообраќајни незгоди и ако е можно 0 повредени во сообраќајни незгоди. Тука таа битка е постојана на терен. Постојано ние успеваме да решаваме некои сообраќајни проблеми наследени, се со цел да се надминат вакви појави и се со цел да ги стимулираме возачите, сите учесници во сообраќајот да побезбедно и повнимателно учествуваат, поготово во овие
населени места каде што ги имаме како локална самоуправа. Да, верувам дека и веќе сте подготвени за зимската сезона. Знаеме дека натаму е малку и критично кога има и снежна покривка. Верувам дека вашето предпријатие е подготвено. Кога говориме за јавното предпријатие за комунална хигиена, некако проблемот со сметот, со отпадот се провлекуваше во предизборната кампања, па во текот на целите локални избори. Колку е чисто Сопиште и како се справувате со дивите депонии сега вие како прв човек на општина? Така. Морам да споменам дека општина Сопиште не е дел во рамки на градот Скопје, ние не сме изолирани од комунална хигиена Скопје, меѓутоа затоа имаме и посебно јавно комунално предпријатие, кој морам да признам дека одлично се справуваше сиот овој период во справување со отпадот. Меѓутоа исто така наша голема битка е справувањето со дивите депонии, што морам да признам дека не се случува и ние превенираме и апелираме да не се случува, меѓутоа за жал совеста кај некои наши сограѓани или жители на соседни општини е таква да се создаваат. За жал, како што реков, меѓутоа во периодот што претходеше ние успеавме да санираме неколку диви депонии. На тоа место да поставиме знаци и да ги оградиме да не се создаваат повторно на истото место диви депонии. Исто така ја користиме оваа прилика да апелирам до секој еден да ја користи регионалната депонија Дрисла за одвезување на каба со отпад и секој оној градежен и комунален шут што се создава, затоа што општината која имаме е така позиционирана на ридско-планински терен со една преубава природа и би било жал да ние создаваме таков тип на депонии. Под паролата Сопиште без скал, ветивте модерна општина со чисти асфалтирани улици. Колкав процент од ова е досега реализирано? Колку улици останаа, можеби клучни за сожителите кои што се жалат на? Па бројни се проектите што ги напоменав претходно и сите се со цел да општина Сопиште слободно можеме да кажеме дека за година-две од сега ќе биде општина без скал. Активно работиме на ова поле. Во голем дел се асфалтирани и санирани, меѓутоа има уште многу за работа и затоа во буџетот кој во моментов се креира за новата 2026 година, главен акцент ќе биде инфраструктурата. Меѓутоа тука нема да бидат изоставени бројни проекти каде што ќе бидат вклучени и детската заштита, младите и образованието. Така, и во самото промо видео на почетокот од оваа емисија, која што ни го пушти од режија, е напоменато дека станува збор за една општина со големи зелени површини, каде што е многу погодно за рекреација, за излети, за туризам, секако. Колку се работи на ова, Јане, и ете во вашата програма, колку проекти можеби се во оваа цел? Се случи и промоција на една рекреативно-планинската патека Феникс. Јас би сакала да збор 2 и за тоа. Па така, нашата територија, како што кажав, е на ридско-планински терен. Ние имаме преубави предели што можеме да ги искористиме за ваков тип на ридско-планински туризам, за рекреативни и трим патеки. Ние практично сме на подножјето на планината Водно и жално би било ако не го искористиле тој природен потенцијал. Еден од проектите кои го реализиравме во соработка со амбасадите на Република Чешка, Словачка и Австрија е токму таков мапирање и обележување на една трим патека која се протега од населено место Долно и Горно Сонје па се до врвот на планината Водно и планираме таков тип на патеки во иднина да создадеме на сите оние места каде што нудат убава природа, имаат некој историски момент и да ги формираме како такви. Има ли потенцијал и ете волја од ваша страна за повеќе вакви проекти во општината и колку Сопиште денес е атрактивно за посетителите? Сметам дека општина Сопиште е атрактивно како за живење и домување, така и за спорт и рекреација, за планинарење. Да не забораваме во рамки на нашата општина функционира и националниот парк Јасен, во еден дел да речеме. Тука е прибавиот Козјак, не би исклучил тука и Патишка река како едно преубаво место за планинарење и рекреација, така да потенцијал и како има и секогаш сум отворен за соработка кога се работи за ваков тип на проекти, каде што можеме заеднички да креираме и да градиме една поубава и по-афирмирана општина. Велите атрактивно место за живење, верувам дека се гради?
Да, интересот, како што кажав, е огромен. Нас ни представува задоволство и често има интерес да се гради, меѓутоа морам да признам дека многу сме внимателни во носењето на вакви планови, така да внимаваме да се задржи она што го спомнав непретходно, зеленото, модерно, меѓутоа сепак хумано домување. Ние сме можени од ретките општини каде што сме против бетонизација, тоа го најавив јас и тука кога гостував кај вас, така да многу внимателно и будно ги следиме оние проекти и урбанистички планови што стигаат до нас и до мене за можни градби. Општина Сопиште ќе продолжи да се гради, меѓутоа ќе се гради како една приградска, но модерна општина. Така, кога говориме за општина Сопиште и повеќето населени места, тука ќе ги споменеме и училиштата, градинките, секако какви се капацитетите со што се соочивте како прв човек? Во моментов се функционираме со една детска градинка. Еве од тука ексклузивно ќе најавам дека при крајот на овој месец планираме да пуштиме во употреба уште една детска градинка. Тоа ќе биде исто во склоп на општината Сопиште. Градинката ќе биде со капацитет на 85 дечиња и за прв пат ќе воведеме и јасли во рамки на детската заштита, во рамки на градинката. Во делот на училиштата јас кажав и во предизборието и во мојата политичка програма дека акцент и големо внимание ќе добијат токму овие деца, затоа што ние на некој начин се соочуваме со природно зголемување на бројот на новородени деца и прилив на деца, меѓутоа кога ќе дојде да се одлучат за својот старт во училишните клупи, обично се решава тоа да го направат на некој од нашите соседни општини. Затоа кажав и нашиот акцент ќе биде подобрување на условите за школување во нашите училишта, во нашите две основни училишта, се со цел секој дете да можеме да го задржиме тука, да може да расте заедно со своите другарчиња и да напредува токму тука во општина Сопиште. За таа цел најавено е изградба на ново училиште во населено место Сопиште. Секако тука ќе биде во соработка со владата на Република Македонија. Во напредна фаза на преговори сме исто за доградба на училиштето во населено место Држилово. Таму предвидуваме за прв пат изградба и на спортски терен, така да тоа очекуваме дека оваа 2026 година ќе го отпочнеме, се надеваме дека ќе го завршиме. Предвидуваме училишна униформа за секое дете, субвенции за оние деца што се први во својата генерација, прикажале дополнителен успех за разлика од својата генерација, така да планираме бројни инвестиции кога се најмладите во прашање. Така, тука ќе споменем и дел од културно-уметничките друштва кои што се навистина активни и постојано се на оние манифестации и настани кои што се одржуваат во општината, колку културата ќе заживее во општината од вас, од ваш агол. Се планираат ли одредени настани, културни манифестации? Секако да, еве ќе напоменам само дел што ќе се случуваат во месец декември, веќе задутре на 17 декември во спортската сала при Централното основно училиште Драга Стојановска ќе организираме еден хуманитарен концерт за едно дете кое живее тука кај нас. За жал му се потребни дополнителни финансиски средства за негово лекување во Република Турција. За таа цел огромна помош имаме од нашето културно-уметничко друштво или ансамбл кој се наоѓа на територија на општина Сопиште, така да ќе имаме на изведба каде што сите поканети ќе имаат можност да донираат средства, финансиски средства и сите ќе бидат оплатени на сметка нели на онамо каде што се најпотребни на фамилијата на ова дете. Исто така планираме некаде на 26 да најавиме еден предновогодишен хепенинг, тоа ќе се случи во паркот пред општината, каде што ќе имаме програма за најмладите, Дедо Мраз со делење на пакетчиња, тука ќе има и културно забавен дел. Ќе ги најавиме имињата во текот на оваа недела, така да сметам дека во месец декември ќе го подигнеме расположението на сите наши сограѓани, а особено кај најмладите. Не би пропуштили шансата да кажам дека оваа година за прв пат ќе ја украсиме нашата општина. Веќе од утре ми се чини дека стартуваат со украсување, поставување на новогодишна елка. Тој ќе ве прашав дали ја украсивте.
од утре почнуваме, така да до 26 декември на овој настан ќе можат најмалите да се сликнат и да уживаат во преубавата, или оној моменти каде што ќе бидат пред новогодишно украсени. За прв пат ќе учествувате и на онаа манифестација Бадникови поворки, чинам дека се пофаливте. Така. Што ќе се случува следно, пред да преминеме на делот приватни прашања и како ќе заокружиме 2025 година? Верувам дека и со нови проекти кои што Така е, ќе започнат. во моментов се во фаза на креирање на новиот буџет, се работи транспарентно и во координација со местните заедници, локалното население и сите останати чинители кои даваат додаден инпут во креирање на буџетот, додаваат идеи и можности, така да ќе следи нов буџет кој ќе нуди развој и можност да општина Сопиште во 2026 видиме поуспешна него 2025, што не очекува многу работа, така да ќе започнеме годината исто и со манифестација за водици, кај нас традиционално се чествува овој празник, така да ќе бидеме покровител на тој настан, исто така еден дел од културно-уметничкиот и забавниот дел на општина Сопиште. Така, Јане, што му недостига на Сопиште, го имаме во централното градско подрачје? Што му недостига? Може му недостига некој деловен комплекс каде што можеме да понудиме комерцијален момент кај нашите сограѓани во типот на еден поурбан и модерен трговски центар, каде што ќе бидат офатени сите оние содржини кои сега фалат во општина Сопиште. Така да очекувам дека ќе има интереси за тоа, веќе се најавени, ќе има инвеститори за тоа и ќе успееме да бидеме добри домаќини, да им понудиме добра поддршка за да ги примамиме на некој начин, така ќе се изразам, да инвестираат и ја видат како опција нашата општина. Така. Колку вам Скопје ви е дома и кои се предностите да се живее во една толку блиска општина до централното градско подрачје, може би толку поразлична и по воздух, и по рекреација, и по планински предели и места? Така. Па Скопје ни е блиско, а сепак на одредена далечина, доволно за да дишиме чист воздух. Така да, мене некаде од собранието кога бев пратеник до дома ми неполни 6 километри возење со кола, така да сите оние секојдневни врски слободно можеш да се функционира и да се обавуваат, а при тоа да си на една периферија, да, нели, како што кажав, чистиме чист воздух, живееме помирно, потивко, така да тоа е според мене некое идеално место за живење, никогаш не би го сменил како мој дом. Да, убаво што го начнавме и јавниот превоз. Ете, проблемот, може би горливиот проблем со ЈСП и со јавниот градски превоз, како се движат линиите натаму, колку ги нема. За жал, изминатите 8 години, поради лошото менаџирање на градот Скопје, јавниот превоз, поготово кон општина Сопиште, беше на исклучително низок, на исклучително ниско ниво. И тоа беше едно од најгорчливите проблеми кои одев од врата на врата или на терен. Имаше цели линии што по возен ред постојат, меѓутоа за жал секојдневно ги нема. Иронијата да биде поголема се случуваше некогаш и да помине автобус, да биде празен и да не качува патници и да создава дополнителен револт кај населението. Можам да ја пофалам одлична почетната соработка со градот Скопје и јавното сообраќајно предпријатие за 6 недели откако сум јас таму и кога има промена на локалната власт во градот Скопје. Успеавме 24-ка линија како градска линија да сообраќа до одредени автобуски постројки во Сопиште, неколку линии кои се обраќаат до населените места Долно Соње и Добридол, а не се враќале изминатите 6 или 7 години, повторно да се вратат. Секогаш може подобро и треба може автобус повеќе, меѓутоа сега сме на некој задоволувачко ниво, би рекол пристојно, барем да можеме да понудиме еден основен и добар јавен превоз.
Колку ваквите прашања се отвараат на Скопски плански регион, на Советот на Скопски плански регион и каква е соработката со вашите колеги и другите градоначалници на скопските општини? Така. Па добро, покрај официјалниот дневен ред на овие состаноци, тука и неформалната дискусија и проблемите со кои се соочуваме да си ги кажеме на маса и да понудиме решение и да разговараме отворено за сите прашања и како ги отвараме сите прашања и во минатото и сега. И секога се трудиме да најдеме заеднички став околу одредено прашање и секој проблем што се провлекува во рамки на Скопски плански регион, односно во повеќе општини да биде минато. Така да, разговараме за овие теми, соработката можам да кажам одлично со колегите и се надевам и верувам дека во уште поуспешна и плодна соработка. Скопје доби нов градоначалник, колку сте оптимист дека ќе се сменат на подобро работите во главниот град? Каква е сликата денес за главниот град, ова од ваш агол и приватно можеби ве прашувам? Па познавајќи Горце, ја го познавам многу одамна, јас цврсто верувам дека Скопје ќе добие нов лик, попозитивен секако, затоа што се работи за еден млад, енергичен и работлив човек, а токму таков човек му требаше на градот Скопје. Така и при самиот завршеток на емисијата, да, годината веќе ни одминува и при самиот крај на 2025, што ќе им посакате на вашите сожители, ете една сите оние кои што ќе го погледнат ова интервју? Па пред се, добро здравје, среќа и многу успех во 2026 година. Јас ќе ви посакам успешна и плодна работа и ете за многу нови проекти да се видиме и да говориме и телевизиски овде. Ја не ви благодарам уште еднаш што гостувавте во Скопје ми еднома. Благодарам, Викторија, на вам. Уважа. Така е, почитувани гледачи, ви благодарам и вам. Разговарам со Јане Мицевски, градоначалник на општина Сопиште и председател на Советот на Скопски плански регион. Ние ќе се видиме за 7 дена од сега во истиот термин на Вистинска телевизија. До тогаш ве поздравувам. Мој Скопје град, мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно